на иницијатива на ракометните ветеранки и на многу мои сограѓани од Куманово кои ја паметат Јасмина Голубовиќ или како кумановци ја милуваа Јасе, додов на идеја да изработам и монографија. Една монографија која има околу 100 страници со многу фотографии од целиот животен пат на Јасмина, не само преку ракометот, туку и незиното одење во основно училиште во Караџич, каде беше откриена како еден голем талент за ракометот од славниот тренер Славко Симоновиќ Учо, кој е творец на таа генерација која 6 години доминираше во Македонија и плюс освои неколку купови, едноставно не знаеше за пораз. Јасмина Голубовиќ беше дел од тој мозаик на таа генерација, а во таа генерација спаѓаат, во оваа прилика да ги споменам, Наташа Божиновска, Наташа Алексовска, Благица Петковска, Веса Маневска, Верка Богоевска, Сунчица Антевска, Мира Антевска и многу други ракометарки. Таа генерација, може да кажеме слободно, е една од најдобрите во историјата, ако не и најдобра на женскиот ракомет. Јас сум среќен што изработев ова дело. Јасмина Голубовиќ настапуваше околу 18 години за Куманово, над 1500 надпревари има одиграно и над 1700 голови. Јас не знам во Македонија кој спортист има толку голем стаж, со толку голем ентузијазам и љубов играл за родниот град, а тоа беше Јасмина Голубовиќ. И да не заборавам да кажам дека таа има настапувано и за селекцијата на Македонија во тоа време и на поранешна Југославија со еден збор. Извореден спортист, жена со големо срце, но за жал на 41 година возраст во Бар Црна Гора почина од лоша болест, меѓутоа незините игри и натаму остануваат во срцата на многу кумановци и пошироко. Монографијата е напишана на македонски црногорски јазик. Реков, тука е опишано незиното раѓање во прочуената Пиротска мала во Куманово, потоа одењето во основното училиште во Караџич, па овдека во гимназијата Гоце Делчев има една убава фотографија каде Јасмина стои токму тука на ова игралиште, потоа незиното излегување на Корзо и најмногу акцент има ставено на незината кариера, од сведоштва на многу генерации на ракометарки, ракометари и други спортисти кои ја паметат Јасмина Голубовиќ како еден извореден играч и незините напревари најмногу во Соколана и во некогашниот дом на ЈНА остануваат забележени со златни букви во историјата на кумановскиот македонскиот ракомет. Што се однесува до црногорскиот јазик, напишем и на црногорски јазик. Се надевам дека ќе биде потик да однесеме една монографија до Бар, до градоначалникот на Бар, бидејќи Јасмина живееше таму одредено време, се до незината смрт, и на некој начин да дадеме потик, можеби да се збратимат двата града, Куманово и Бар, што е една убава работа која треба ние да ја негуваме преку спортот и културата, да се збратимуваат градовите преку вакви убави работи. Мора во прилика да ги пофалам овие наши прекрасни ракометни ветеранки кои кога се правеше првиот меморијален турнир минатата година и сега оваа година секогаш мотивирани и подготвени, затоа што на тие ракометни ветеранки поголемиот број од нив Јасмина ги учеше во ракометот. Таа беше многу вредна, многу амбициозна жена, се даваше се од себе да го пренесе своето големо знаење на генерации и генерации, во тоа успеа, а токму поради тие причини ветеранките доаѓаат на турнирите и се заблагодаруваат за се она што таа ги научи во ракометот. Не сум конечен став донел дали ќе има промоција, се надевам дека ќе го направиме тоа. Монографијата може да ми се јават на мене лично и секој ќе ја добие. Нормално сега предност имаат оние постарите ракометарки кои со Јасмина спортува и му донесува на Куманово многу радости во минатите 60 години од 20 век и верувам дека секој ќе добива монографија, никој нема да биде заборавен. Сакам во оваа прилика да потенцираме на работа, иако Јасмина Голубовиќ почина многу млада, на 41 годишна возраст, таа зад себе остави две изворени деца, Милица, која е меѓу 5 најдобри новинари во Црна Гора, и незиниот син Даниел, кој е исто така успешен човек, и секако незиниот сопруг Никола, кој сега живее во Бар.